почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска ќе обелоденем што е причината за нервозата, конструкциите и измислиците на власта на Никола Груевски преку неговата медиумска пропаганда. Веќе неколку недели интензивно работам на начинот на кој што се издавале лични карти од страна на Министерството за внатрешни работи. За да проверам како функционирал системот, побарав по случаен избор да се провери како им били издадени лични карти на околу 22 лица. Станува збор за луѓе за кои во јавноста беа отворени сомнежи за нивното живеалиште и како се нашле на избирачкиот список. Еве ги фрапантните податоци што ги потврдуваат сомнежите. Ова се изводите од избирачкиот список, кој што, односно листата, која што по случаен избор ја доставив на проверка. Едно лице, од вкупно 22 за кои истраживме, воопшто не поседува лична карта, а постои во избирачкиот список, што значи дека гласа. Еве го, изводот од избирачкиот список. На сите останати 21 лице, од страна на службите во МВР, им били издадени лични карти, иако немале документ каде живеат, односно немале решение за живеалиште. Решението за живеалиште е клучниот документ, без кој што не смее да биде издадена лична карта. Еве како треба да изгледа комплетна документација за издавање на лична карта врз основа на решението за... Еве го решението, еве доставница. Треба да има проверка направена теренска, за тоа дали тоа лице живее таму и на која адреса. Еве ги и тоа се извештаите од... Еве ја молбата. Еве го документот, имотниот лист или договор за закуп, зависно врз основа на што се запишува ова лице. Ниеден од 22 лица нема ниту еден од овие документи. Еве ги сите изводи од избирачкиот список на сите лица кои што гласаат на избирачките места. Нивните лични карти со кои што имале право да гласаат се издадени целосно незаконски. Да повторам, и овие лица без лична карта, и овие лица без решение за живеалиште постојат во избирачкиот список. И сите се тука. Ова што го соопштив денеска потврдува дека се правени злоупотреби со лични карти и дека брутално се злоупотребени законските одредби во смисла на издавањето на лична карта и издавањето на решение за живеалиште. И затоа се потврдува оно што и вчера ви го кажав, дека само институциите на државата ги имаат личните податоци на граѓаните. Ова потврдува дека МВР начело со Гордана Јанкуловска издавало и печатало незаконски лични карти, со што незаконски овозможиле лица кои немале право да гласаат. Ова е вистината што треба да ја дознаат граѓаните и веројатно ова е стравот на власта. Сите овие документи и уште други кои што ќе бидат истражени пред основа на тоа што го работат луѓето, ќе ги доставам до специјалното јавно обвинителство кое што функционира во овој дел и веќе има отворена истрага за изборите. Благодарам. Повелете. Апсолутно нема таква работа, нити сум разговарал, нити за било каква тема. За сите прашања поврзани со партијата, ќе се обратите во партијата, бидејќи овде не сам разговарал. Не, затоа што ви кажа истрагата е во обвинителство. Па издадени се пред одржувањето на локалните избори. Ова го
Значи, ова е случај што го истражувам и доистражувам, кој ќе заврши целосната постапка, сигурно дека ќе има постапка и тука и пред специјалното обвинителство. Повелете. Го истражуваат тимот во Министерство за внатрешни работи. На луѓе кои што работат на ова за што се задолжени. Оделението за управни работи, таму каде што се издавани овие лични карти. Ја и вчера кажав, тоа што беше побарано од специјалното обвинителство, да се обезбеди зградата, е овозможено обезбедување на таа зграда. Сите други прашања се поврзани со безбедност на материјалите на било кои други лица ќе ги упатите за нив. Значи, ви кажав дека се што е побарано од специјалното јавно обвинителство да се отстапи од страна на Министерството за внатрешни работи е дадено и отстапено за нивно функционирање. Затоа што е започнато пред специјалното обвинителство истрага за злоупотреба на изборите. Немам таква комуникација јас. Ова ги има на избирачкиот список, значи се извадени врз основа на адресите кои што ги добиле, да. Тоа го покажа проверките до сегашно. Не знам за тоа, треба да се... Да, најголемиот дел. Разговорите кои што ги слушнаме во проектот Вистината за Македонија. Не би можел тоа да кажам апсолутно. Овие по случаен избор, секако дека во рамките на органите се работи и сите информации ќе ги добиете во време. Да. Апсолутно во овој момент не можам да кажам кој е тоа, важно факт имаме таков кој што укажува дека нема лична карта, односно не е евидентиран во Министерство за внатрешни работи, а стои во избирачкиот список. Не е евидентиран воопшто во единицата на МВР.